ова е мојот тим. Имаме уште тројца учесници кои сега за жал не се тука присутни. Значи тим од наставници, дизајнери, програмери и лица со посебни потреби, родител на лице со посебни потреби. И ние имавме предизвик да дизајнираме една училница која ќе биде инклузивна училница. Прво би сакал да укажам, односно да го кажем моето мислење дека образованието е најважна гранка во светот. Образованието и наставниците се тие што го направиле овој дизајнер, што го направиле тој програмер, што го направиле министерот, што ме направиле мене како наставници. Значи, наставниците се корен и основа на се, училницата е корен и основа на се. И така треба да се однесуваме спрема нив. Значи, ние направивме дизајн, надсловот е малку подолг, ние го скративме уредување на идната инклузивна училница. Кои се предизвиците на денешното образование? Слушнав една интересна работа вчера, додека бевме на ова многу интересен хакатон, дека за жал денеска произведуваме ученици кои се спремни да работат пред компјутер само, кои се спремни да работат на машина, меѓутоа креативноста изостанува. Зошто е тоа така? Значи тука се прво наставниците, учениците и предизвиците од системот, односно образованието. Значи, што е инклузивна училница? Инклузивна училница е училница во која сите ученици ќе бидат третирани подеднакво, сите ученици ќе имаат подеднаков простор, подеднакви услови за максимален развој. Кои се таргет групите? Таргет групата се, јас би рекол, сите ученици. Дали ќе бидат ученици кои се, како да кажем, кои се нарекуваат ученици со посебни потреби, бидејќи според некои истражувања што ги имам читано, сите ученици имаат некоја посебна потреба. Зошто е потребна таа инклузивна училница и кои се придобивките? Јас најпрво ќе почнам со тоа да прашам некој, дали знаете како денеска изгледа една училница во Македонија? Нешто како ова. Или како ова. Како ние дали оваа училница дава максимален со сите компјутери, со клупи кои што не може да се поместат една од друга, дали ова дава дали дава максимални услови за учениците, да речеме, кои имаат, што ги нарекуваме ученици со посебни потреби, или ученици кои имаат некои пречки во развојот, кои по закон мора да се вклучени во образованието. Што мислите? Еве како ние сакаме од прилика да изгледа нашата училница. Како треба да изгледа една инклузивна училница. Или оваа училница што ја најдовме некаде од Израел. Или оваа училница. Ние дизајниравме една училница што, значи, ќе биде флексибилна, ќе биде, еве овде се и дизајнерите, јас можам да ја дадам збор на нив, малку да кажат за училницата. Добар ден и од мене. Значи, ние кажавме не на клупите и столовите, односно, компониравме 4 зони и тоа. Зелените зони се зони за учење. Например, значи, овие сите клупи и столови се мобилни, тоа е најбитниот момент. Значи, се е мобилно, тие ќе, значи, се креваат и така да, значи, се собираат на страна, имаме простор за игра. Црвената зона е зона за играње, бидејќи ова е наменето за зона, односно за основни ученици. Жолтата зона, значи тука е зоната за комфорт, односно кај што ќе имаме дружење. Не може, значи, основно или прво деление, второ деление да седне од прво, значи од 8 часот до 2 до 3 да седи на клупа пред компјутер. Потоа, значи, компониравме посебно катче, плава зона, каде што, значи, секој има момент за одмор, односно секој сака да чита, значи, некој можеби не може да учи или да се одвои, значи тој мора да седне да учи сам.
Значи исто така, значи каде што имаме и софи, односно зона за комфорт, зона за седење. Но ипак се задржавме на тоа, значи имаме 20 наставници, ова е за 16 ученици, бидејќи нели се сакаме да го намалиме бројот на учениците во самата паралелка. Значи зелените зони се таму каде што ќе учат, имаме значи бели, зелени табли, телевизор, значи ова е една училница на иднината. И благодарам. Ти благодарам. Еве уште неколку скици кои го направивме за ова. Значи, нашиот план е овие скици, односно ова е мокап училница, која во иднина ќе ги прашаме родителите, учениците и наставниците дали сакаат ваква училница преку онлайн прашалници. Значи, што се придобивките од оваа училница? Значи, прифаќање и разбирање на индивидуалните разлики. Во училница каде што ќе се играат и деца што, да речеме, не можат добро да гледат, деца со дислексија, деца, односно ученици кои ќе имаат било какви посебни потреби од образованието. Потоа ќе се развијат поголеми социоемоционални вештини. Значи во едно истражување во Америка во 2006 година е утврдено дека учениците со посебни потреби многу подобро се развиваат во инклузивни училници отколку во стандардни училници. Потоа ќе се развиваат многу полесно академските вештини и така натаму. Меѓусебна соработка и учење. Ова е нашиот тим, кој што напорно работеше да дизајнира една ваква училница. Ви благодарам на вниманието.